Додиме се на ние последни 3 извештаи кои ги објавивте, имаше алармантни податоци за зеленилото, за сообраќајките и за медицинската опрема која не е доволно искористена. Што според вас е најалармантно во нив? Што конкретно ревизијата утврди со овие 3 ревизорски извештаи? Мислам дека е се алармантно. Сведоци сте дека постојано укажуваме за состојбите во делот на здравството, постојано укажуваме за целите за одржлив развој, меѓутоа очигледно дека или не сакаме или не знаеме да го направиме сето тоа. Ќе се надоврзам на една состојба во делот на она што значи пандемијата кога беше COVID-19. Често пати ме прашуваат, а зошто не се случи тоа? Не се случи тоа поради тоа што надлежните институции не сакаат да постапуваат по препораките на Државниот завод за ревизија. Ние, во текот кога беше појавата на пандемијата за COVID-19, пред 10 години и повеќе имавме конечен ревизорски извештај кој што се однесува на подготвеност на државата за справување со кризите во услови на пандемија. Сето она што не се случи во COVID-19 пандемијата беше нотирано од Државниот завод за ревизија и известени надлежните органи. Ниту имаме доволно човечки ресурси, персонал медицински, лекари, медицински сестри, ниту имаме помошен персонал, ниту имаме доволно опрема, ниту имаме доволно медицински материјал, ниту имаме пак доволно простор за карантин. Сето тоа не се случи како бумеранг. И потоа велиме, ако и можеше да предпостави дека ќе се појави. Ние секогаш треба да бидеме подготвени. Визави случката во Кочани во која што секогаш кажуваме, после сето тоа сите кажуваме како би можело да биде и така над. Еднаш за секогаш треба да се научиме да управуваме со ризиците. Ако имаме добри контролни активности за справување со ризици, да ги сведеме на едно прифатливо ниво, никогаш последиците нема да бидат на такво ниво. Ние имаме 3 ревизорски извештаи во делот на она што значи спречување на пожарите во шумите. За жал, никогаш не постапуваме. Никогаш немаме преземено конкретна активност. Не можете со возило од 76-та година да се справувате со пожари. Не можете да имате набавени авиони, да не ви бидат сервисирани, да немате пилоти кои што ќе управуваат авионите, или да имате опрема која што ви стои на складиштата, а надлежните општини бараат помош од приватните правни субјекти да добијат опрема. Такви работи не може да не се случи.